Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски информираше дека во автокоманда се работи со полна пареа и сподели дека во теке изградбата на нови пешачки патеки со павер елементи за побезбедно и поуредно движење на граѓаните. Продолжуваме посветено да работиме на уредување на јавните површини, за поубава и поуредена Газибаба. Во изминатиот период изградивме пешачки патеки, паркинг простори и други јавни површини со павер елементи на повеќе локации низ целата општина, истакна Стевковски. Првиот човек на Газибаба порача дека и во следниот период ќе продолжат со реализација на проекти кои создаваат подобра инфраструктура и подобар животен простор за сите граѓани на Скопска Газибаба. Општина Центар изминативе 4 години вложува во промоција и афирмација на македонската култура, јазик и уметност преку мурали, концерти и настани посветени на културното наследство, соопшти од локалната самоуправа. Муралот Бушавата азбука во Дебармало е посветен на промоција на кирилицата и ќе поврзува генерациите, потсетувајќи на култната детска емисија преку која го учевме мајчиниот јазик. Веднаш во близина и муралот на големиот драматург Горан Стефановски, а во поемскиот дел на Центар е овековечен и Александар Џамбазов, легендарниот композитор, диригент и творец на Златно славече, посочува градоначалникот на општина Центар и кандидат за нов мандат Горан Герасимовски. Промоцијата на македонскиот јазик, книжевноста и уметноста е врвен приоритет на општина Центар. Македонските автори, музичари, уметници секогаш ја имале и ќе имаат нашата поддршка, порача првиот човек на Центар. Буџетот за култура, кој во 2021 година изнесуваше 3 милиони денари, во изминатите 4 години е зголемен на 13 милиони денари, а во наредниот мандат е предвидено да достигне 26 милиони денари, најави Герасимовски. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски информираше дека заедно со председателот на владата Христијан Мицкоски и вице-премиерот на владата Александар Николовски направиле увид во градежните активности на, како што вели, историскиот проект за изградба на водоснабдување на Љубанци и Љуботен. Како што посочи Костовски, владата на Република Македонија преку Министерството за транспорт и врски обезбедила над 110 милиони денари за реализирање на еден од најголемите капитални проекти, а тоа е водоснабдување на селата Љубанци и Љуботен со чиста вода за пиење од градскиот водовод. Костовски истакна благодарности до жителите на селата Љубанци и Љуботен, кои, како што вели, им даваат голема поддршка и ја виделе нивната искрена заложба за овој проект конечно да се реализира. Кандидатката за градоначалничка на град Скопје од СДСМ Каја Шукова денеска најави зелен кеј, модерни велорути и безбедни јавни простори во Ѓорче Петров. Кејот во Ѓорче Петров требаше да биде символ на урбано зеленило и активен живот. Жителите на Ѓорче Петров заслужуваат многу повеќе од кал, трње и лажни ветувања. Се сеќавате што ветија, истакна Шукова. Зелен спортски кеј, 40 км вело и екокоридори. А што добија жителите? Ниту спорт, ниту зеленило, само запуштен простор и уште едно разочарување, истакна Шукова во изјава за медиумите. Таа го посочи конкретниот потек од Влае до Хром, долг само 1,5 километар, како вистинска слика за како што потенцира неработењето и игнорирањето на основните потреби на граѓаните. Шукова најави проект за целосно уредување на овој простор. Планирана е, како што нагласи, таа современа, безбедна и зелена пешачко-велосипедска патека, која ќе стане дел од континуирана урбана врска помеѓу Ѓорче Петров, Карпош, Центар, аеродром и Газибаба, вистинска зелена оска низ срцето на градот. Имаме план и решение, знаеме како, нема повеќе празни ветувања. Ова е почеток на ново, поврзано, зелено и живо Скопје, истакна кандидатката за градоначалничка на град Скопје од СДСМ Каја Шукова. Од 15 октомври официјално почнува грејната сезона 2025-2026 година за сите потрошувачи приклучени на системот за централно грејење во градот Скопје, со кој управува АДСМ. Преку системот се греат околу 66.000 активни потрошувачи, од кои 65.000 домаќинства и над 1000 деловни потрошувачи, во кои се вклучени болници, здравствени домови, средни и основни училишта и детски градинки, соопштија денеска од ЕСМ снабдување со топлина. Испораката на топлинска енергија ќе се одвива секојдневно согласно строго утврдените правила и диаграми што зависат од атмосферските услови и надворешните температури.
според правилата во месец октомври и првата половина од ноември, кога временските услови често се менуваат, снабдувањето со топлинска енергија ќе зависи од температурата на воздухот и атмосферските услови во различни периоди од денот, односно кога температурите се пониски, испораката на топлинска енергија се зголемува, а кога се повисоки се намалува. При точно утврдени атмосферски услови, кога надворешните дневни температури ќе достигнат одредени гранични вредности, испораката на топлинска енергија се прекинува, се вели во соопштението. За дополнителни информации, пријави на дефекти или известувања за завршени интервенции, потрошувачите може да се обратат до SMS снабдување Центарот за грижа на потрошувачи на телефонските броеви 02 3076 200 и 075 400 100. Tamo je Skopje, grad moj ljubav bliže, što mi rasute sni. Večno ke ja sakam, u Boga ja